Добро вечер. Ова се минути за најновите културни вести. Мапирање на спокојот е насловена изложбата на акварели на композиторката Јана Андреевска, која беше отворена во Културно-информативниот центар Скопје. Андреевска е значајна фигура на меѓународната композиторска сцена. Сепак, нејзината уметничка имагинација не е ограничена само на музиката. Сликањето за авторката последниве години прерасна во интимен и автентичен творечки простор. Изложбата ја посети нашата колешка Ивана Крстевска-Јаневска. Ова изложба излезе некако сосема непланирано. Јас сум композитор по професија, професор сум на факултетот за музичка уметност. И додека ги работев овие дела во акварелна техника, не размислував дека некогаш некому ќе ги покажувам во јавност на овој начин. Меѓутоа, имаше многу добар одзив кога ги постирав на Facebook, кога ги покажував на пријатели, сите вика ајде изложба, од ова се прави изложба и така дојде до овој момент. Кога веќе почнав да размислувам во таа насока, сватив дека мора да има некакви тематски целини, да не биде, бидејќи јас работам многу различни тематики и многу различни формати, меѓутоа сакав некако да биде позаокружено и во таа смисла оваа изложба опфаќа акварели што се сработени во текот на, да речем, минатата година и неколку месеци. Тоа се главно пейзажи кои што се инспирирани од фотографиите на хрватска фотографка Лилјана Чичич. Тоа се овие што се во мал формат. Потоа во среден формат се да речем портрети на исландски булки, кои што многу ме фасцинираат со својот колорит и со својата прозрачност, и најголемиот формат се пейзажи од најразлични фотографии на најразлични автори, од некои мои фотографии, меѓу кои на фотографии на моите соседи Макушевска и Михајло Филиповиќ, кои што редовно ги документираат фантастичните промени на Охридското езеро и нели тие се секогаш многу инспиративни и така се заокружи во овие три тематски целини. Така, колку дела брои изложбата и до кога ќе биде отворена? Изложбата ќе биде отворена до 16 април. Ќе може да се посети секој ден од 10 до 20 часот, освен недела, претпоставувам. Брои негде 35-6 акварели. Издавачката куќа Арс Ламина го распиша традиционалниот литературен и ликовен конкурс "Читањето е супермоќ". На овој креативен предизвик, кој трае до 2 мај, право на учество имаат сите деца од градинките и учениците од основните училишта во Македонија. Главната мисија на кампањата "Читањето е супермоќ" е да се поттикнат читачките навики кај децата. Конкурсот, односно творбите, може да ги испраќаат на libiet@arslamina.com, значи на тој имейл. Може да ги испраќаат преку училиштата, преку своите наставници и ментори, меѓутоа може и приватно нели родителите да си ги испратат. Треба да се бидат наведени податоците за децата, значи име, презиме, контакт, оделение или пак градинка во која поседува часови и секако и менторите. Сите тематски треба да биде инспириран од книгите, односно за помалите дечиња, инспирацијата од приказните, да нацртаат свој омилен лик, да создадат они лик кои што би сакале да го прочитаат во книгите, а за поголемите деца се книгите, односно омилените ликови од книгите, инспирација од некоја книга, мотив од книга може да извадат, може да пишат поетски, прозни дела, кратки прозни форми, раскази, есеи, значи отворена е за сите да бидат креативни и да ги покажат своите таленти. Во Македонската академија на науките и уметностите пред преполна сала беше промовирано 3-томното издание Кочо Рацин. Едицијата се состои од 3 тома подготвени минатата година во рамки на научно-истражувачкиот проект на МАНУ "Поезија", прв том приреден од професор доктор Венко Андоновски, "Проза и публицистика", вториот том приреден од професор доктор Искра Тасевска Хаджибошкова и "Животопис на Рацин", трет том чиј приредувач е професор доктор Весна Мојсова Чепишевска. Председателот на МАНУ, академик Живко Попов, истакна дека новата едиција е добре дојде од МАНУ за Рацин, затоа што се појавува по 38 години од последната истражувачка публикација
информација за него, објавена во 1987 година. А промоцијата пак е надоврзување на свечениот собир што Ману го организирала на 22 декември 2008 година по повод 100 години од раѓањето на Рацин. И со оваа информација го завршуваме денешното издание на Вестите од културата. Ви благодарам што и денеска не следевте со внимание.